Мислам дека Министерството за култура го даваат, вика ми бидам злобен, ама решено како него ни гледаат за релевантното, така го гледаат. Да, поише борбата е кај Министерство за внатрешни. МВР, здравство, образование. МВР, на дворе. Не, ни на дворешното. Добре, сега веќе. Ама дури културата го гледам, нешто како го гледат Министерство да само взима Има некоја нужно зло на политиката. Ова е слободно Министерство, кој сака нека си влезе, нека взима плата, нема ништо да прави. Ба така го гледам. Ако се зборувам, ако го зборуваме за идентитет, што гради идентитет? Што гради идентитет? Тоа што ќе дадат од Министерство за надворешни конференции таму ќе преговара, па културата го гради идентитетот. Јазик, образование. Ја тоа го размислував. Спорт, кога ќе издадеш ти и после ние една Хрватска, се како звучи. Пример има земји во светот, ние можеби сме во некој агол позабатален ставени, ама нема врска. Хрватска, значи фудбалот, хрватскиот фудбал. Па не само финале, фудбал и ватерполо и точно, тенис. во финале беа, тоа не дошло преку ноќ. Така. Да. Не назад 20 години се они до финале стига. Четврто, до 10 место. Значи се вложува во тоа, сигурно се вложува и сите за цел свет знае за Хрватска. Баш као од морето што го знаат. Цел свет знае за Џоковиќ, пример или. Сега, ама тоа не иде преку ноќ. Треба да и затоа културата е страшно важна. Ја тоа баш го размислав пред некој време за сите ние што пишуваме на македонски јазик, значи ние ствари изведуваме еден патриотски чин на некој начин. Да, скоро. Значи тоа е скроз патриотски чин, што на својот јазик пишуваш и тоа после го промовираш као а не се инвестира во тоа. Што го преш индивидуално карта не што викам што го гради идентитет. Суштината, дури сега овие нели спорови со Грција, спорот со Бугарија е посуштински на некој начин затоа што влегува во јазик. Да, задира во срцето. Ова беше поише територија име, сега не толку не сум експерт, ама и велика добро таа територија вие нарекувате се така, али ако ти го допреш јазикот и сега некој твори, некој пишува на македонски, и ако тоа го деградираш, ако го омаловажиш, не зборувам како власт, како држава, ти, а после пропагираш некакво... После праќаш таму да преговараат комисии, да ова. Ама самиот работиш против себе, да, а као работиш паралелно за тоа. Да, тоа е проблемот. Кажи ми, настаниве што се организираат сега со коронава, имаат некој удар со помалку бројка на присутни или на некој начин за ти што си должен си ги... Па има, помалце присутни се, да. Ја, например, на Стручки вечери на поезија што бев сега, имаше многу малце луѓе. На поетски ноќи во Велесто исто имаше помалку луѓе. Значи, но трпат од корона и од целава ситуација. Мака, кога си разговарал со другиве поети, кои теми на интерес им се заопаќани генерално? Животните теми генерално, има некој, например, не знам, после математика за, не знам, еротиката преска спомнам, има некои такви што не бават и да. Па, кои теми најмногу ги среќавате ги среќаваш ти вака што ти оставиле впечаток, што ми се најзанимливи, заинтересираи младите. Или пак се прилично така или романтични, или не знам, некои револуционерни. Жарко Женовски беше многу такви. Па не знам, мислам дека нема веќе простор за револуционерни песни. Да, и за Ѓоковиќ. И све помалце луѓето се нафаќаат тоа. Да го пишуваат, а поише некако по-даркерски, Како мислиш по-даркерски? Така... Готик нема такви стилови, не? Не, по-темни теми, некако по-тажни, по-меланхолични, Така мислам, младите веќе поише у тој манир творат отколку... Мислиш дека, например, цела ситуација што се случува во држава со години, со години е резултат на таквите мисли што ги имаат израз? Секако. Значи, ретко има некоја оптимистичка перспектива, ретко има, што рековме, револуционерни мотиви, ретко има повеќе е некоја лична... Затоа што... Манифестација на лична фрустрација, така. Некоја темнина.
Не би го тоа фрустрација. Ја би го тоа мисли дека се нивните, што се лежи нешто што никаде нема да ги искажат, ама сакат на карта да го кажат некаде. Ама не би дека тоа е фрустрација. Точно, веќе ги нема веќе оние, да ги наречем големи наративи, идеологија некоја, за која што ти, да речем, не знам, имаш во социјализмот, имаш идеја дека одиме напред, прогрес, ќе направиме вака, и нели во тој дух се пишува поезија. Не е таа револуционерна, ама ајде да наречеме. Светла иднина, градиме, не знам, братство, единство, конкретно во наше блиско минато, тука кај нас. Меѓутоа, тоа не е само локално, глобално во светот. Глобално, да. Веќе што од разочараност од политичари или од некакви елити, веќе луѓето невратно се вртат кон внатрешното, кон емоциите, екзистенцијално онака каде се наоѓаат, со што и да се борат. Веќе нема верба во нации, во иднина, револуција. Плюс на сите ни виси Тоа би можело нихилизам со насмеан лик. Нихилизам, да, и на сите ни виси има сега најново нешто со кој што јас толку повторувам последно време, растат и нашите деца, ние не сме растале со тоа е некоја екоанксиозност. Дека климатски промени, дека веќе добиваме сигнали дека не иде работава наравно глобално со глобално затоплување и тоа го гледаме веќе. Сега некој може да биде да го одрекува тоа и да види дека има и веќе децата растат со тоа чувство дека ама ти се стоплува, па океаните растат, мориње и моите деца растат со тоа. Јас кој сум бил дете бил као кој мислел на климатски промени и на дека нема да има доволно храна за сите. И се тоа има еден многу чуден глобален микс од околности во светот што ги прави луѓето да немаат амбиции веќе да промена, у таа фраза да го промениме светот. Као зашто? И накрај се врати нихилизам, себичност, хедонизам,